ден, 18:10, термин резервиран за или против на Алфа. Јас сум Бојана Димитриевска-Марковска, вечерва ваш домаќин. За уставните измени и притисоците врз опозицијата, но и за последните испитувања на јавното мислење, вечерва разговарам со координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. На почеток, уставните измени. До сега неколку пати најавувани дека ќе бидат испратени до собранието, но не ги видовме. Според последните неофицијални информации се очекува предлозите од работната група во која опозицијата немаше своји представници да бидат летово испратени до собранието, односно крајот на август, почетокот на септември или почетокот на септември веќе да се расправа за истите. Дали знаете што ќе добиете вие како предлог, што ќе добијат пратениците како предлог и зошто се тактизира со уставните амандмани? И повторно уставните измени како тема и повторно имагинарни уставни измени за кои што никој ништо не знае и сите разбираме од брифинзи или од медиуми. И тоа не е начинот за да се носат уставни измени во една држава. Ме прашувате дали знаеме што ќе содржат тие уставни измени. Јас можам со сигурност да ви кажам дека ниту пратениците од власта не знаат и коалиционите партнери на владеачките партии не знаат што ќе содржат тие уставни измени. Зошто? Затоа што мислам дека тие самите не знаат на каде го водат целиот процес. Зошто го зборувам ова? Затоа што самата комисија која што работеше на потребата за уставни измени, видовте дека е составена од членови од политички партии и представници, без да навредам никој, од она што го имам како информација нема уставни судии и од она што го имам како информација дека целото е работено е сосема различно од представникот, односно Маргарита Цаца Николовска, која што беше како некој раководител и одговорен од таа комисија и брифираше од владата, она што го кажа, ништо не се случува понатаму според чекорите кои што таа комисија ги преземаше. Значи, власта тактизира, власта повторно ги користи уставните измени како тема за која што треба да се зборува, а во суштина во државата се случуваат други процеси и граѓаните точно знаат каде се дефектите во оваа наша држава. Зошто се одолговлекува со процесот? Зошто неколку пати најавувани, а не се уште доставени? Овој процес се одолговлекува од минатата година, од јуни-јули месец, кога се донесоа овие, да речам, францускиот предлог во држава. Владата тогаш најавуваше дека има 80 пратеници и дека брзо тие ќе влезат уставните измени во собраниска процедура и дека за истите ќе се разговара и ќе почне европскиот пат на Македонија е почнат и дека ќе продолжиме понатаму. Потоа се кажа дека ќе се продолжи во декември, па од декември рекоа дека ќе одат со уставните измени во февруар, па од февруар се префрлија за мај, од мајеве дојдовме до јули и сега повторно се спомнуваат некои термини за уставни измени, за промени кои што никој не ги знае. Меѓутоа, сгрешен е целиот процес од самиот почеток. Затоа што, сега да не се враќам назад, во фазата кога ние имавме забелешки на договорот за добрососедство и пријателство 2017 година, затоа што јас бев учесник и член на парламентот и во тој период и точно укажувавме кај се проблемите со тој договор, затоа што навистина има таму замки кои што потоа бугарската страна ги успеа да ги искористи и таа историска комисија од еден билатерален проблем успеа да го наметне како европски проблем. Укажувавме на тие забелешки, не послушаа, не убедуваа дека тоа е патот по кој што треба да се движиме за да се решат сите проблеми и дека ќе немаме повторно проблеми. Бугарија во таа фаза не правеше проблеми, за потоа да се појават проблемите и барањата на бугарите за внесување во уставот и сите оние проблеми кои што потоа следуваат и заладување на односите помеѓу двете држави и проблемите кои што се наметнаа, а инаку ги немаше назад 30 години. Убедувавме дека не е добар процесот без ВМРО-ДПМН, на почетокот понудивме да имаме работни групи со лица кои што ќе помогнат во целиот тој процес и дека ќе ги исправиме сите оние работи кои што ги гледаме и се неправилни во целиот овој договор. Експресно бевме одбиени за таа работа. Дополнително, понатаму, продолжија да го обвинуваат ВМРО-ДПМН како партија која што не е кооперативна и која што не дава поддршка на сите овие процеси, го спомнуваа хрватскиот модел како еден добар модел кој што е искористен за една
држава европска членка сега за начинот на нејзин влез во Европската унија. Кога го прифативме хрватскиот модел, експресно бевме одбиени. Се продолжи со тактизирање и спомнување на имагинарни уставни измени, да дојдеме во ситуација кога ВМРО ДПМН на маса стави два предлога, од кои што едниот предлог преодна влада без ДУИ и измени кои што ќе стапат со завршување на преговорите и членството на државата, и вториот преговори, гаранции за националниот идентитет, економски пакети заштита на македонците во Бугарија и спроведување на дел од пресудите од Европскиот суд за човекови права, односно реципроцитет од другата страна, онака како што нормално би требало да бара одредена држава. Одговор не добивте, се навлезе во слободно толкување на предлозите кои ги стави на маса Христијан. Не е тоа слободно толкување, тоа беше системско насочување на спинување на предлозите на ВМРО ДПМН, се до фазата дека не се одржа таа лидерска средба, за потоа повторно да имаме слободно толкување, односно така и до моментот кога беа објаснети предлозите, се јавија сите мегафони на владеачкото мнозинство кои што го обвинуваа ВМРО ДПМН. Потоа се тактизираше 3 до 4 недели со овие предлози, за на крај ВМРО ДПМН да излезе со ставот дека преговори по ова прашање веќе нема. Единствена тема за која што ќе разговараме во наредниот период е тоа датумот за предвремени парламентарни избори. Зошто се одлучивте на ваков чекор? Зошто ВМРО ДПМН го смени ставот? Затоа што не е промена на став, конзистентни сме во тој став. Еве јас ќе ви кажам, во собранието не учествувам на координативни средби повеќе од година и пол. Зошто? Затоа што координативните средби се користеа да се каже дека сите се присутни на координација во собранието и дека функционира собранието. Иако тоа што се договараше понеделнички, веќе од вторник, доколку се решеше во влада, не важеше во собрание и се пристапуваше кон други активности. За разлика од порано, кога во собранието се знаеа, можеби не до танчина, меѓутоа се знаеа неделни активности, кога што ќе се прави. Затоа една од причините поради која што не одиме на координација таа, дополнително и она што го потврдува Европскиот извештај за злоупотребата на европското знаменце, скратените постапки и процедурата во собранието. Во таква ситуација, пратеничката група на ВМРО ДПМН одржа координација, ги погледнавме сите аспекти на нашето делување во собранието и сите заедно, како пратеничка група, решивме дека нема потреба повеќе да учествуваме на координација, затоа што она што се зборуваше таму и што го пренесував на пратениците, сметајќи дека е договорено од координација, веќе од наредниот ден не важеше. Така да причината поради која што би учествувале и би легализирале или би одобрувале нешто што не е во ред, значеше дека и ние сме соучесници во целата таа работа. Затоа решивме да прекинеме учество во тие координативни средби во собранието. Истото тоа што се случуваше во собранието со владеачкото мнозинство се пресликува на односите помеѓу политичките партии ВМРО ДПМН и партиите од владеачкото мнозинство и затоа извршниот комитет на ВМРО ДПМН реши да ги прекине сите официјални билатерални средби со владеачкото мнозинство. Зошто велам официјални билатерални средби? Ние како пратеници имаме одредени средби кои што ги одржуваме со меѓународни представници на кои што учествуваме и ние и пратеници од владеачкото мнозинство. За да не дојде ситуација да повторно бидеме спинувани дека едно зборуваме, а друго правиме, точно внимававме што ќе изјавиме и затоа ставот да не учествуваме на официјални билатерални средби останува став кој што ќе се придржува ВМРО ДПМН и пратеничката група. А сето она што значат процеси во кои што ние како пратеници учествуваме на меѓународни настани со колеги пратеници од Европски парламент и слични процеси во кои што даваме значителен допринос, ќе продолжиме затоа што тоа се процеси кои што ќе останат и после оваа влада и за кои што ние како ВМРО ДПМН и како коалиција, морам да спомнам, сакаме да учествуваме затоа што иднината на тие процеси ќе биде ВМРО ДПМН и носител на тие процеси ќе биде ВМРО ДПМН. Има ли единство во пратеничката група на ВМРО ДПМН? Имаат ли притисоци пратениците од вашата пратеничка група за уставните измени? Со оглед на тоа што се ближи ноември, кога завршува скринингот за Македонија и тогаш е дедлајнот,
Дали Бујар Османи, министерот, пред неколку дена на пресконференција најави дека веќе не се разговара на официјално ниво, но дека има поединечно пратеници кои што би гласале за уставните измени, па ќе разговара со тие пратеници. Дали разговарал Бујар Османи со некои пратеници? Има ли притисоци? Што е со оној суптилен дипломатски притисок? Дипломатите претходно ви укажуваа преку соопштенија, па и преку средбите кои ги има со вас за уставните измени. Апсолутно дегутантно ми е веќе да зборувам дали има единство помеѓу пратениците во пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Ја ви поставил контра прашање. Дали вие слушнавте став различен од оној што го презентира пратеничката група? Дали видовте потек или дали приметивте сигнал од некој пратеник различен од односот и официјалниот став на пратеничката група на ВМРО ДПМН? За сите активности кои што ги преземаме, излегуваме пред јавноста, излегуваме со 44 подписа од 44 пратеници. Единството и кохезивноста на пратеничката група е доволно јасна и на Бујар Османи, и на Артан Груби, и на целото владеачко мнозинство. Доколку имаа пратеници, се тоа што го зборувам ќе го направиа минатата година во јули, потоа во декември, па во февруари и оваа година на датумите кои што ги кажуваат, ете велите дека сега сакаат да ги префрлат и за понатаму. Односот и некоректниот дипломатски однос на и говор на Бујар Османи не би сакал да го коментирам, затоа што на прашањето дали ќе побара како член на председателството на ДУИ, како портпарол на ДУИ, оставка од Мерко, кажа дека не го гласал Мерко, па да бара оставка од него. Сега да прашам повратно, мене ме гласаше ли Бујар Османи па да дојде да разговара со мене и сите други 44 пратеници? Недозволиво е во една демократија избраните представници на народот, кои што најголем дел се избрани со повеќе од 10.000 гласа, да дојде, да разговара и да прави притисоци некој кој што не бил на листа и не бил избран од народот, кој што е избрано и именувано лице после избори. Навистина не, освен обидот за спинување и бегање од реалните теми и разговори за тоа дали Бујар Османи и Маричич разговарале, се јавувале на одредени пратеници и дефокусирање на јавноста од тоа како се купи Соравија, колкав беше уделот на фамилијата, дали метар квадратен од евро за фотоволтаици за сопругата на Ковачевски е исто како цената на одреден приватен бизнисмен, е целта на оние разговори дека се зборува со ВМРО ДПМН, со пратеничката група, со некои пратеници поединечно. Ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е јасен. Ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е произлегува од граѓаните. Ние имавме теренска активност од 6 недели, изминативе неколку месеци, на кои што граѓаните ни порачаа што сакаат да правиме ние како нивни избраници. Имате ли притисок од странските представници? Апсолутно не, апсолутно не. Разговараме со дипломати, не е тоа тајна или не е спорно, ние ги објавуваме, меѓутоа она што јас го имам како перцепција, уставните измени не се нешто приоритетно за што зборуваме. Имаме во моментот проблем со високата корупција која што се јави во високите владини редови и за која што редовно дискутираме и за која што бараат голем број на амбасади и дипломати решение и прашање како ние како идна власт ќе ги решаваме тие работи. Да не заборавиме, ние пред некој период имавме американска администрација која ни укажа и ни стави човек на црна листа. Човек кој што доаѓа од владеачкото мнозинство, човек кој што е актуелен функционер. Ја не би навлегувал во деталите. Меѓутоа, од друга страна, вие имате најава дека во наредниот период ќе дојде оценска мисија да оценува работата на судскиот совет. Ние имаме најава дека нешто се случува таму. Од друга страна, гледаме дека комисијата која што направи јавниот обвинител утврдила дека 14 од тие 30 предмети кои што се против дотичниот функционер ставен на црна листа биле застарени. Тука е прашањето со дипломатите кое што треба да го разговараме. Да колку да ја бараме одговорноста, затоа што се руши судскиот систем, правосудниот систем во државата е дерогиран. И тоа го кажуваат и бројките и она што следува, меѓутоа ќе го дискутираме
Сега, секако понатаму. кога вашиот лидер Мицкоски објави дека се прекинуваат официјалните разговори со власта за уставните измени, најави дека ќе се фокусира опозицијата на изборите, односно дека ВМРО-ДПМН не се фокусира на изборите и на окрупнување на опозицијата. Разговарате ли со останатите парламентарни опозицијски партии за вашата идеја и вашиот предлог за окрупнување и какво е расположението кај останатите партии за овој предлог? Па не само со парламентарните партии опозицијски во парламентот, туку разговараме и со сите политички субјекти, посебно од Коалицијата за обнова на Македонија, кои што немаат свој представник во парламентот, меѓутоа се дел од заедничката коалиција што имаме, меѓутоа и со други политички субјекти за организирање и издружување околу една платформа. Таа платформа би била за борба против корупцијата, за подобрувањето на економските перформанси на државата и за враќањето на достоинството на македонскиот граѓанин и на македонската држава. Секој оној еден кој што ќе се пронајде во таа платформа е добре дојден во опозицијскиот фронт за рушење на оваа, веќе не би можел да речам ни ненародна, туку деструктивна и самоуништувачка влада која што работи спротивно на интересите на своите граѓани. Граѓаните бараат една работа, тие дискутираат за друга. Најавуваа една работа, на терен прават сосема друго. Она што не го спомнуваа во предизборниот период, им е приоритет во овој период. Доста е со лаги, доста е со лажни ветувања и доста е со разочарување на овој македонски народ. Да излеземе на предвремени парламентарни избори, да им ги кажеме концептите кои што ги нудиме на нашите сограѓани и потоа да оставиме граѓаните да го изберат патот по кој што сака да се движи оваа држава. Зошто го зборувам ова? Уште ова ќе го спомнам, затоа што навистина ние имаме една ситуација која што е неиздржлива, еве би рекол новото нормално како што тие го најавуваа. Народот бара едни работи, државата испорачува други работи кои што се сосема небитни за народот. На народот му треба еден достоинствен живот, можност за излегување од сиромаштијата, подигнувањето на економијата и решавање на секојдневните проблеми со кои што се соочуваат граѓани. Ние зборуваме за теми кои што се во моментот ирелевантни за граѓаните, кои што во моментот ги турка само владеачкото мнозинство и кои што не го и решаваат проблемите со кои што се соочуваме. Верувајте, на тие средби кои што ги имаме со дипломатите, сериозни се забелешките и можностите за дополнителна забелешки и ставање на вето по однос на владењето на правото и високата корупција во државата, заштита на животната средина и сето она што се случи. Спомнете еден сектор во државата кој што функционира. Се радуваме кога ќе добиеме свидетелства на почетокот на наредната година. Министерството излегува со информација и тоа го изразува задоволство дека на крајот на школската година, 3 дена пред крајот на школската година, успеало да испечати учебници за одредени предмети. Министерот за здравство излегува и кажува дека после 7 години го раскинал договорот за клиничка болница Штип, која што требаше да биде отворена пред 5 години. И тоа е за нив резултат. А не е резултат, бре луѓе. Вие ја уназадивте, ја закочивте држава. Не само што ја закочивте. Процесите одат на назад. Ретроградни се процесите кои што ни се случуваат во државата. Во понеделникот излезе најновата анкета на ИРИ. Таа покажува дека мнозинството граѓани сметаат дека Македонија оди во погрешен правец. ВМРО-ДПМН има најголема поддршка од граѓаните. Но на што мене ми западна во очи е тоа дека е висок процентот на неопределените и според истата анкета во моментот 21% од граѓаните се неопределени, а 12% одговориле дека нема да гласаат. Како ВМРО-ДПМН ќе допре до овие гласачи? Точно така. Понеделникот излезе релевантна анкета. Се надевам нема да најдат забелешки и на ова испитување на јавното мислење, затоа што за најголем дел од анкетите што излегуваат, власта веднаш обвинува дека тоа се проопозицијски анкетни куќи и кои што ги даваат резултатите кои што ги даваат. Меѓутоа сметам дека сега, еве со последната анкета на
и меѓународниот републикански институт ИРИ и таа претходно пред неа која што излезе на Националниот демократски институт NDI, ги даваат резултатите кои што граѓаните ги знаат. Граѓаните не грешат. Граѓаните точно знаат кои се сегментите и темите кои што недостасуваат во државата. Сосема различни од оние кои што ги гледаме секојдневно на медиумите, на вестите, на политичките емисии, на контактните и дебатните емисии, кои што ги промовираат и за кои што сака да зборува власт. Кои се темите и проблемите со кои што се соочува. Значи, најголем проблем за граѓаните е сиромаштијата, нискиот стандард, секојдневните проблеми со кои што се соочуваат, високите цени во државата и економската состојба во државата. Катастрофални и поразителни се бројките кои што се јавуваат. И невработеноста. И невработеноста. Секако како и слабото плаќање на пензии, невработеноста и сите тие други работи. На прашањето на граѓаните, дали државата се движи во правилна насока, односно дали владата ја води работата во правилна насока, процентот е некаде околу 60% или 50, поточно 56%. Ова, во нормална држава, во нормална власт, треба да го запали црвеното светло, алармот на максимум, да влезат во влада и да седнат да мислат политики и мерки економски од кои што ќе излеземе во моментот да се стабилизира состојбата, а потоа и да размислуваме како да ги враќаме сите процеси сега, назад. ако целта на ВМРО ДПМН е да стигне до 61 пратеник, за да, како што велите, нема условување и оценувања, тогаш потребно е да допрете, односно да ја добиете поддршката од овие неопределени што нема да така гласаат. Е, ние имаме 12%. А ова се проблемите при тоа, како? Ние имаме 12% на луѓе кои што рекле дека нема да гласаат и 21% на неопределени граѓани кои што не веруваат на никого во политиката. И ја го разбирам таа фрустрација и тој револт кој што го имаат према политиката, политичарите сите на куп, иако не сме сите исти, мораме да се разбереме и мораме тоа да им го кажеме на граѓаните. Затоа што после 7 години лажни ветувања, нормално е да 21% од граѓаните не веруваат и размислуваат дали да излезат на гласање. Меѓутоа, доколку седат дома, даваат поддршка на овие кои што потоа со непринципијални математики и екзибиции ќе пробаат да направат влада и повторно без доверба на граѓаните, вака како што го прават овој период, ќе пробаат да владеат повторно со државата. Затоа ВМРО ДПМН излезе на терен, беше помеѓу граѓаните, селектираше многу проблеми, селектираше многу проекти кои што произлегува од граѓаните, врз основа на тоа се прават анализи во политичката партија и во коалицијата. Тимови од ВМРО ДПМН учествуваат со сестриски партии од Европската народна партија, европски сестриски партии, со кои што имаме веќе соработка, тимови се испратени и разговараат на темите, односно проектите кои што ВМРО ДПМН ќе ги понуди на наредните избори. Јас ги уверувам на граѓаните и сигурен сум дека најголем дел од нив ќе гласаат за ВМРО ДПМН. Меѓутоа ќе остане дел од тие граѓани кои што ќе бидат резервирани, кои што се разочарани од претходниве 7 години на владење на политичката партија СДСМ и ДУИ и владеачките партии во коалицијата и со тоа ќе ги казнат сите политичари. И тоа е оправдано до некаде, но и тој мал дел на граѓани кои што ќе останат дома, убеден сум дека после првата година од владење на ВМРО ДПМН ќе ги видат разликите, желбата, проектите, па и поместувањата на државата во однос на овие проблеми со кои што се јавуваме. Сиромаштијата, низкиот стандард, секојдневните проблеми, високите цени, меѓутоа и одлучна борба со високата корупција и враќање на реномето на судството, правосудството во државата. Да се вратам на анкетата, ова што го зборувавме. Дали државата се движи во правилна насока, и дали оваа влада генерално ја води во правилна насока, 56% од граѓаните одговориле дека не. Кои се проблемите? Проблемите се економски, како што можевме да видиме. Апсолутно, да. Минатата недела, 25% одговориле дека главен проблем на граѓаните се сиромаштијата и нискиот животен стандард. И сега. Јасно е дека малите држави, малите земји први влегуваат во инфлација, последни излегуваат. Вие ако сте влада ќе седнете да барате решение за ова.
можете да го обвините Заев и претходната влада на СДСМ, кои што без концепт влегува во приказната економија. Тевдовски дојде не убедуваше на некој дански модел и систем. Нина Ангеловска потоа го замени преку ноќ во декември, рече дека рамниот данок ќе го укине, ќе воведе прогресивен данок во ситуација кога бизнис секторот планира децении напред како ќе му се движи развитокот на фирмата. Ние доаѓаме во ситуација да од декември, на почетокот на декември, не информираат дека ќе се воведува прогресивен данок. Тоа е повторно потрес на економијата во нашата држава. За потоа да ни се појави Зоран Заев, кој што рече дека ќе води Министерството за економија, ќе биде неформален министер за финансија и да имаме повторно промена, односно давање на ресорот на ДУИ. Ние 7 години лутаме со економијата во нашата држава. Има реакција од граѓаните, нормално е, ќе седнат, ќе ги прочитат овие бројки и да речат луѓе што правиме. Тие што прават? 3 дена после реакциите повторно влегуваат во една игра, односно даночни закони кои што се наоѓаа во редовна процедура да се повлечат. Денеска објавивте за 3 нови закони кои повторно со европско да знаменце влегуваат. Да се повлечат од редовна процедура и да се пуштат повторно со европско знаменце. Целта на овие закони не е да помогне на економијата. Целта на овие закони е повторно граѓаните да се стават во ситуација да плаќаат поголеми даноци и да се собира арач од граѓаните. И ќе ви ги објаснам на кратко сите овие закони. Значи, едниот закон е измена на законот за 3 закони станува така е, збор. законот за промена, измена и дополнена на законот за данок на додадена вредност, каде што од 5% се оданочува повторно на 18%, прехранбените производи кои што не се не се основни прехранбени производи. Кои се тие што се основни прехранбени производи, кои се тие што не се основни прехранбени? Ние бараме листата на тие основни прехранбени производи за да ја видиме и да знаеме кој се е ставен во групата на оние неосновни прехранбени производи. Не можеме да ја добиеме таа листа. Тоа е повторно 10% и 13% повторно данок кој што ќе оплаќаат граѓаните во нашата држава. Втора работа која што никогаш не ја спомнаа, зголемувањето на ДДВ-то за пелети од 5% на 18%. Што правиме сега? Упорно ја убедуваме државата, граѓаните, дека треба да правиме декарбонизација на државата, дека треба да одиме кон други извори на грејење. Граѓаните земаа кредити да земат печки на пелети, затоа што имаме печки на пелети. И сега пелетите повторно ги поскапуваат. Денеска во еден неформален разговор со еден произведувач на пелети добив информација, не ми е проверена, еве само да ја спомнам, дека можното оптоварување на секој семеен буџет би бил од 6 до 10.000 денари дополнително по основ на овој данок кој што се зголемува во семејство, зависи од колкава квадратура е куќата, дали е поголема или помала, од 6 до 10.000 денари на повеќе годишно за секое семејство по однос на данокот. Што има европско во овој закон, кој со европска знаменце? Еве да ви кажам дека во Европската унија... И зошто, која е целта на протнување на еден ваков закон по брза постапка на брза лента во собранието? На кратко, арач на граѓаните. Вакви закони има во Европската унија. Таму напротив дополнително се намалува ДДВ-то и се мотивираат граѓаните да поминат на друг извор на грејење, затоа што гледате што се случува изминативе години. Плани дојдоа до 5-6 илјади денари кубик дрва во државата. Откако ги заголевме планините и ги прелажавме граѓаните да одат на алтернативен начин на грејење, односно на печките на пелети кои што не прават толку загадување, посебно Скопје страда зимен период од тоа, и сега повторно им го враќаме ДДВ-то на граѓаните за плаќање плюс 10% на основната цена. И данокот на солидарност, повторно одоначување на големите фирми, големите компании кои што и во овој период и периодот на корона кризата беа општествено одговорни и помагаа на различни начини. Владата повторно дополнително бара нивно одоначување и земање на пари од фирмите од богатите, место тие пари да се вратат во реинвестиција, односно изградба на нови производни капацитети, зависно кој од кој сектор доаѓа, да се вработат нови луѓе, ние размислуваме како само да ги собереме парите од граѓаните. За овие закони најавивте дека нема да дадете поддршка. Апсолутно.
И тоа значи дека овие закони треба да поминат со 61 гласа, ако не се лажам, така? Овие Што не, што не е проблем, верувам, да се обезбедат треба за да пратениците од власта веќе да почнат да размислуваат со своите глави, затоа што поминуваат вакви закони кои што се против граѓаните. Од друга страна имаме состојби во судството, значи од седница на судски совет е нешто кое што веќе стана најинтересно за гледање во државата и најинтересно во наводници ќе кажам, и тоа се некои членови на судски совет кои што поминале низ филтрите на собранието. И пратениците од владеачкото мнозинство, иако сме имале реакции подредени членови на судски совет, гласале како што ќе им се наложи, односно како што ќе им кажат од владата, без да ги слушнат аргументите кои што ги дискутираат. Ние не мора секогаш да сме во право како опозиција, меѓутоа најчесто она што го кажуваме и реакциите кои што ги имаме, потоа излегуваат дека се вистина. Време некогаш да се запрашаа за некој член од судски совет или совет на јавни обвинители како поминува. Сега имаме ситуација, затоа што не можеме да стигнеме све да изнесеме во јавност, да се бираат членови на совет на јавни обвинители, обвинителка која што претходно била разрешена од советот на јавни обвинители, работи како адвокат, сега конкурира и помина во процедура во собрание на комисијска расправа, ќе стане член на совет на јавни обвинители. Замислете го абсурдно. Човек кој што бил разрешен од совет на јавни обвинители дека не работел, сега не навлегувам во деталите, не работел согласно процедурите, правилата на судскиот совет и на советот. И покрај сите реакции, покрај сите укажувања и од странските амбасадори, и од стручната, правната фела во државава, зошто вакви предлози поминуваат во законодавниот дом? Затоа што тие одговараат на владеачкото мнозинство и затоа она што се случува да застаруваат дела е една од тие работи кои што треба да се случат. И сега да се вратиме на... Да, но со вакви одлуки никогаш нема да бидеме да се вратиме на анкетата. Значи, рековме што кажаа граѓаните, дека 56% мислат дека државата не се движи во правилна насока. Рековме кои се основните проблеми, тоа се економски проблеми, не се проблеми политички и уставни измени, како што беа со Бугарија не го ретираат спомнати. И на прашањето кој мислите дека, се извинувам само да го најдам точно, кои 3 министри во владата не си ја вршат својата работа, граѓаните рекле дека први 3 министри кои што не си ја вршат својата работа се Артан Груби, Димитар Ковачевски и Бујар Османи. Замислете, не се тие економските министри, не се некои други министри, туку овие кои што сеат магла за уставните измени и на кои што приоритет им е да поминат уставните измени, зад кои во меѓувреме преку влада прават еден куп коруптивни афери и нивни блиски луѓе добиваат се на секоја страна. Не сакам да навлегувам во детали затоа што кратка е емисија, ама економските теми ги бараат граѓаните, ние се фокусираме на уставни измени. Граѓаните кажуваат кои се проблемите, дека има проблем со сиромаштијата, ние дополнително им воведуваме нови даноци, нов харач на граѓаните. Кои се тројцата министри во владата кои што не си ја вршат својата работа? Артан Груби прв, Димитар Ковачевски втор, Бујар Османи трет. Не мора да е во право Никола Мицевски со неговата теза. Ова не е Никола Мицевски. Ова се 1204 испитаници кои што го кажале своето мислење и од месец во месец мислењата им одат на повисока скалило на негативната страна. Тоа е тоа што владата треба да го размисли. Правиме пауза за реклами и продолжуваме со разговорот на тема уставни измени и проблеми на граѓаните. Почитувани, останете тука, за кратко сме назад во студиото. Повторно назад во студиото, за оние кои покасно се вклучија, мој вечерашен соговорник е координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски. Разговараме за уставните измени, предлозите кои треба да бидат испратени летово до собранието, но и за проблемите, реалните проблеми на граѓаните, она што го покажуваат последните анкети. Мицевски, споменавме дека на прво место се сиромаштијата, високите цени, лошите економски политики, но исто така граѓаните како проблеми, како најголеми проблеми ги оценуваат и корупцијата, криминалот, општата политичка ситуација, лошото владење на правото и проблемите во правосудниот систем.
како додека зборуваме за уставни измени, додека владата постојано ни кажува како опозицијата не сака да седне на маса, дека не е конструктивна, што правиме ние со овие реални проблеми со кои што се соочуваат граѓаните? Или накратко, вие сте сепак сите таму 120 народни избраници кои треба да ги застапувате интересите на секој еден од нас. Или накратко, треба да се фокусираме на Копенкашките критериуми, односно она што го имаа како услов сите држави пред влезот во Европската Унија и она што требаше да го исполнат. Повторно нашата влада, она ненормалното го прави нормално и ние сега ќе зборуваме за уставни измени, а цел свет ни вика дека имаме проблеми со владење на правото, заштита на животната средина и економијата и нормални реални проблеми. Високата корупција, нешто за што ВМРО-ДПМН говори изминатиот период. Нешто за што владата се бранеше хаотично во изминатиот период. Пратенички прашања еден куп. Владата не убедува дека се е добро во државата. За да ни дојде америчка администрација и да ни каже дека прв на црна листа имаме избрано именувано лице од власта, член на претседателство на една политичка партија, поранешен представник во законодавниот дом и одеднаш власта, односно премиерот Ковачевски, Артан Груби, спомнуваат дека имаме висока корупција во државата. Зошто на тоа не веруваат на граѓаните? Затоа што анкетите тоа го кажуваат. Граѓаните тоа го кажуваат. Зошто не веруваат на опозицијата? Затоа што опозицијата не може тоа така да го каже. Тоа некој до неа го кажува, па опозицијата е таа која што го артикулира во собранието. И доаѓаме во ситуација да треба некој друг од надвор да ни каже каде се наоѓаме, за да зборуваме за темата. Високата корупција во власта е тема за која што сега да почнеме да зборуваме, ние ќе зборуваме до крајот на август, затоа што нема сегмент, нема сектор, нема министерство каде што на дневна основа нема проблеми кои што се јавуваат и кои што граѓаните реагираат, веќе јавно реагираат. Ако некојаш порано шепотеа или преку свиркачи доаѓаат информации, ние гледаме дека веќе јавно реагира. Зошто е тоа така? Затоа што немаме правосудство, односно немаме судски систем, имаме систем кој што власта го намести да функционира вака како што функционира. Во претходниот дел споменавте дека некои од тие членови ги избира токму собранието. Зошто дозволуваат пратениците да поминат вакви? Апсолутно. Значи, ние мораме да најдеме начин и форма и да размислуваме за одговорност и оние, Судскиот совет, Советот на јавни обвинители, некогаш во тие законски измени се размислувало да се даде автономно, сами да одлучуваат и така функционира. Значи, Судскиот совет има 3 представници кои што и доаѓаат од редот на собранието, а најчесто тоа се предлози на владеачкото мнозинство, а се знае од каде идат тие предлози на владеачкото мнозинство, тоа е со влада и тоа се предлозите кои што поминуваат. 2 предлози доаѓаат од страна на претседателот на државата, во моментот Стево Пендаровски, и 8 предлози до вкупно 13 бројка на Судски совет доаѓаат од изборот на самите судии или обвинители во Совет на јавни обвинители. И тука е проблемот. Ти одговараат сами пред себе, едноставно се штитат, генерализирам, не се сите судии и обвинители такви, меѓутоа перцепцијата на граѓаните од тие кои што се валкани е дека не функционира целиот судски и обвинителски, односно целиот судски систем во државата. Зошто? Затоа што на власта и одговараат такви судии кои што ќе судат во нивна корист. И сега во случајот ние во држава имаме 2 паралелни система кои што функционираат. Еден за опозицијата, на која што сите предмети, сите кривични, сите обвинувања одат на брза трака, и еден за власта, на која што застаруваат предмети, на која што се отфрлаат кривични пријави, на која што се случуваат чудни одлуки за граѓаните и затоа граѓаните немаат доверба во овој систем кој што функционира. 1% е дојдена довербата на последната анкета во судството. Знаете, тоа веќе не е ни статистичка грешка. На 1204 испитаници, 12 рекле дека е добра состојбата во судството. Значи, ако ова не е тема за која што треба да се обединиме
и на која што треба да разговараме, ја не гледам друга тема. Претходно реков дека владата треба да застане да рече луѓе застанете, дајте сите да зборуваме за економија и да го сопреме галопирачкиот надолен од на економијата, затоа што граѓаните го осеќаат тоа, анкетите го кажуваат, секојдневниот живот. Иста е ситуацијата и со ова. Ние сме во минус отидени со 1% добро во судскиот совет. И во ситуација кога ВМРО ДПМН уште минатата година, пред половина година, јавен хит беше дека перцепцијата на граѓаните за судството е 4%, тие не убедуваа дека не е така, дека функционира. Сега дојдовме на 1%. Ја се плашам на нареднава анкета во минус да не влеземе. ВМРО ДПМН од таа причина пред неколку месеци побара кога почнаа сите овие Добро. да не речам, да не се изразам лошо, кога почнаа сите овие нелогичности во судскиот совет, побара точка на дневен ред информација за состојбите во судскиот совет. Согласно деловник на секоја втора седница, како опозиција имаме право да побараме една точка, се најде како точка на дневен ред од страна на опозицијата. Во минатото тие точки се ставале како први точки на дневен ред, најчесто се ставале, да бидам коректен, како први точки на дневен ред и се разгледуваат. Оваа информација за состојбата на со судскиот совет е ставена на некоја седница како последна точка. Убеден сум дека кога ќе дојдеме до предпоследната точка, ќе се скокне таа точка, ќе се прекине седницата и никогаш нема да се разгледа. Зошто? Во чив интерес е да пратениците, избраниците на народот, луѓето кои што ги представуваат граѓаните, става спикерот на собранието, така, при тоа и да гласа посочиме мнозинство. дека критиките се особено дека луѓе блиски до Демократската унија за интеграција се инфилтрирани во судското, во судските тела и судот и обвинителството. И доаѓаме до ситуација да со информацијата за состојбата во судскиот совет 2 месеци собранието не ја разгледа. Зошто? Затоа што треба да дискутираме отворено на седница и да спомнуваме работи, односно процеси и имиња на судии кои што не си ја работата. Во чив интерес е тоа владеачкото мнозинство да го крие. Бараме од нив. Од друга страна, еве ќе ви спомнам. Добро, имате ли некои предлози? Може би сте размислувале за некаков предлог закон како да се подобри? Видете, ние со предлог закон нема да смениме ништо. Доколку тука нема принципиелна борба со корупцијата, со влијанието, со политичкото влијание и бизнес интересите во судството и во државата, ние никогаш нема да го решиме проблемот. Затоа што секогаш ќе се најде некој кој што е корумпиран и кој што ќе да речам економскиот момент ќе преовладее пред она што му значи некаде мора да основа. се тргне. Ќе се тргне кога ќе се смени целата оваа гарнитура, ќе се тргне од моментот кога ќе се направи целосен ресет на судството, ќе се тргне кога одредени законски измени ќе се направат и кога луѓето кои што се внатре сами меѓу себе ќе пријавуваат и ќе имаат одговорност пред тие кои што ги поставиле да даваат реални извештаи. Вака ние што доаѓаме во ситуација? Јовевски прво доаѓаме во ситуација да ЕУ ни најави оценска мисија за состојбата во судскиот совет. Зошто требаше да чекаме Европската унија да ни најави оценска мисија за состојбата? Па знаеме ние каква е состојбата на двајца поранешни председатели во минативе неколку месеци на судски совет, кои што беа исто така избрани, за кои што опозицијата реагираше. Беа избрани на начин на кој што беа избрани од владеачкото мнозинство. Си дадоа оставка. Зошто не можеле да ги трпат притисоците од бизнис, политичката, судската фела кој што ги се прави? Што ни треба поголем сигнал на нас од ова што тие го рекла? Доволно беше тоа? Не. Тогаш не убедува дека се е добро во државата, дека ВМРО ДПМН прави хистерија, функционира системот. Сега се јави европската делегација и најави оценска мисија. Излегува Димитар Ковачевски, ја поздравува оценската мисија. Излегува Маричич, кој што беше министер за правда, сега е дел од европските министерства и процеси кои што случува, ја поздравува Европската мисија. Па зарем за поздрав е некој да дојде да ни контролира регулаторно тело кое што треба да ја контролира работата на судиите. Па кај нас првиот човек не си ја работи, односно првата екипа, првото тело не си ја работи работата. Кога ние како опозиција обвинувавме, ние сме ширеле хистерија. Кога Европска мисија порача оценска мисија дека ќе дојде, тогаш тоа било за поздравување. Втора работа. Јовевски испрати тим да го разгледа работењето на судот во Охрид.
од 30-14 предмети полат предметите застарени. Како, што, зошто, ќе си кажат тие во период кога ќе се направи ревизија на овие предмети, затоа што тоа намерно е направено така да функционира. Јовевски најавува Национален фронт за борба со корупцијата. Па ве мола. Јовевски кој што дозволи довербата во судството да дојде до 1%, најавува борба Национален фронт за борба со корупцијата, и истиот тој Јовевски кој што го доведе судството како еден од првите луѓе во судството во државата, ти е кандидат за уставен судија. Сега треба да го наградиме исто на предлог на владеачкото мнозинство, односно Социјалдемократскиот сојуз. Треба да го наградиме Јовевски за ова што го направи, па дополнително се држат пресови зошто ВМРО ДПМН го кочи изборот на уставен судија, требало да се комплетира уставен судија. Па извинете, немам ништо лично против човекот. Ама човек кој што во негово време судството е донесено до 1% на доверба, да го бираме за уставен судија, навистина е спротивно на моите размислувања и она што го мислам каде треба да се движи државата. Затоа апелирам до пратениците од владеачкото мнозинство да ги размислат овие работи. Не е само опозицијата дека збори и критикува. Состојбите во државата се донесени на тоа ниво што сите заедно треба да размислуваме како ќе ги правиме реформи. Па доста се од тие реформи. Ние го имавме Заев кој што дојде на Советот за реформи во судството. Седна и таму човекот во изминатив. Ги забораваме, ама тоа се истите луѓе. Ги забораваме и затоа уште тогаш почна судството да оди надолу. Докога беше на Советот за јавни реформи, беше начело додека не си ги затвори, односно не ги отфрли двете кривични пријави за пин мерките. Потоа го остави Советот за реформи во судството и продолжи по слободен пат. И дојдовме до ситуација... Ајде сега вака, судството оди надолу, економијата оди надолу, цените одат нагоре, инфлацијата никако да запре, сиромаштијата исто така оди нагоре, тоа се реалните проблеми на граѓаните, ова да резимираме се. И сега ќе ве вратам повторно на почетокот. Уставните измени во ќорсокак, барем според она што досега го гледаме, е дека нема 80 пратеници, власта тактизира и намерно ги одложува роковите за да ги достави до собранието. Како очекувате да заврши цела оваа фама со уставните измени и кој е излезот од целава ситуација? Очигледно дека доволен број на пратеници за уставни измени ќе нема. Очигледно дека државата се движи во погрешна насока. Доколку малку размислуваат за државата и сите овие работи кои што вие ги наведовте, дека сите сектори, секој сегмент од државата оди надолу, освен цените и цените, високите цени и животот и тешкиот живот на граѓаните. Избори предвремени се реалното нешто кое што треба да се случи во нашата држава. Зошто? Да излеземе со концептите. Еве, владеачкото мнозинство со нивниот концепт и нека го винува ВМРО ДПМН дека не е европско, дека ги кочи реформите и сето она што планираат да го прават како концепт за во време на избори, за да го напаѓаат ВМРО ДПМН дека не било конструктивно или дека не го гледа реформскиот, односно европскиот пат, и ќе излезе ВМРО ДПМН со нивен концепт, со наш, односно концепт, и ќе понудиме на граѓаните она што го имаме да го понудиме. Граѓаните се суверените во оваа држава и тие што на крајот на денот ја даваат довербата или не. Вака октруирани политичари кои што ни ја имаат заробено државата можат да седат до крај, затоа што нивната цел не е прогрес на државата, нивната цел не е излегување од овие состојби во кои што се најдовме, да останат на власт ден повеќе за да можат да распишат тендер повеќе, за да украдат метро земја повеќе и да земат тендер повеќе во нивно владење и во нивно работа. Тоа е целта. И тоа го гледаат граѓаните. Бројките го покажуваат тоа. Време е во оваа држава да застанат сите овие работи, да излеземе на предвремени избори со понудени концепти, да побараме одговорност за секој во областа од која што доаѓа и кој што дозволил да дојдеме во таква ситуација во периодот дека било одговор. Без одговорност државава нема да оди напред. Утре ВМРО ДПМН и да направи влада, доколку нема одговорност од функционерите кои што ќе бидат поставени, ние ќе се претопиме во сивилото и ќе заличиме на овие политички субјекти. Затоа бараме доверба, да почнеме да ги менуваме граѓаните, да видат граѓаните дека не сме сите исти и оние што немаат доверба, како што реков, да ги убедиме на први наредни избори дека
има разлика и дека има некој кој што ќе мисли за државата и дека ќе ги води процесите онака како што бараат граѓаните. Вака сега, лидерот ваш Мицкоски верува во сите 44 пратеници и според она што го кажа е дека ако еден пратеник гласа за уставни измени, дека Мицкоски ќе се замине од политиката. Тоа значи дека полага огромна доверба во секој еден пратеник во собранието од ВМРО ДПМН. Според ова тешко дека ќе дојде до уставни измени, односно тешко дека уставните измени ќе поминат и во првата фаза. Во ситуација кога не проаѓаат уставните измени, а Ковачевски не планира, со оглед на тоа што досега ги слушаме изјавите на премиерот Ковачевски, на сите министри во владата, е дека планираат докрај да го истераат мандатот. Што е планот на опозицијата во една ваква ситуација? Значи, довербата на Христијан Мицкоски во пратеничката група е голема, меѓутоа тоа е и повратно затоа што навистина имаме некоректни односи и она за што се случува во пратеничката група и во партијата го разговараме на тие редовни координации кои што ги имаме и токму затоа таква е изјавата на Христијан Мицкоски и побрза платениците на власта тоа да го спинуваат исто така, меѓутоа гледаме дека година дена поместување на ставовите и целата пратеничка група нема и затоа таква е изјавата и така и ќе остане. Што планираме после она доколку веќе е известно дека уставни измени нема да се случат. Известно е дека и Ковачевски не планира да си замине, односно планира докрај да го истера мандат. Ја мислам дека нема да може да се издржи притисокот на јавноста, затоа што сењето на магла и она што го нудат како концепт веќе ќе биде паднато во вода. За жал, она што требаше да се фокусираат економија, подобар квалитет на живот на граѓаните, намалување на цените, обезбедување на земјоделците, професорите, наставниците, образованието, безбедносните служби не функционира и најдобро е после тоа од притисокот кој што ќе оствори јавноста да се оди над предвремени избори. Не сакаат да зборуваат на тие теми, ќе продолжат да спинуваат и Артан Груби и Бујар Османи дека разговараат со некои пратеници од опозицијата, меѓутоа гледате дека такво нешто ниту има, ниту планира да се случи. Дополнително што не е Бујар Османи тој што треба да разговара со пратениците кои што се избрани од граѓаните. Бујар Османи повторно ќе повторам е лице кое што е назначено од неговиот лидер и од владеачкото мнозинство после избори. Пратениците се тие кои што треба да разговараат со владата и да поставуваат прашања до владата и да бараат одговори. Не Бујар, Османи и луѓето како него. Ајде да бидеме поконцизни, значи после летниот период, односно после ставањето на уставните измени на гласање, очекувате дека ќе се зголеми притисокот од јавноста и дека веќе ќе почне да се зборува за предвремени парламентарни избори. Кога би очекувале да се случат тие? Сега не би можел да прогнозирам, меѓутоа кратко е времето, еве ги редовните избори доаѓаат. Меѓутоа дали мислите дека во овој период од неколку месеци пред формирањето на пружинската влада не ова влада или владеачко мнозинство кој што 7 години не испорача никаков резултат во ниеден сектор, ќе направи одредени промени. За тоа треба работа, за тоа треба стратегија, визија и подготвување на теренот за резултати. А очигледно нивната цел и намера беше сеење на магла, влегување во процес без поддршка на опозицијата и без разговори со опозицијата и затоа завршува како што завршува. Во слепа улица од која што нема излез и на која што очигледно единствено решение брзи предвремени избори и барање на резултати од граѓаните кои што ќе имаат да бираат помеѓу два различни концепти. Брзо ќе поминат неделите или месеците, уставните амандмани ќе бидат ставени на тест пред вас. Пратениците останува да го видиме исходот. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата. Останете со програмата на телевизија Алфа. Имајте пријатна вечер.